Боречките спортови викендов се доминантни, барем кога се во прашање на стапите на нашите надпреварувачи. Делчевката Кристина Стојчевска, која се наоѓа во Белград и е дел од светското кикбоксинг првенство, ја забележи првата победа. Таа во категоријата минус 55 кг лајт контакт се сретна со унгарката Габриела Буса, која е вице-шампионка од последното европско првенство одржано во 2014. Стојчевска извојува ефектна победа од 3:0 и се пласираше во осми на финалето, а следната незина борба е веќе денес во надпревар во кој за противник ја има италијанката Иленија Ничеле. На ова светско првенство присутни се вкупно 669 надпреварувачи од 52 земји од 5 континенти, а домакините се погрижија се да се одвива во одлична организација. Од македонските надпреварувачи засега покрај Стојчевска, која е во игра за медал, најмалку бронзен медал загарантираа Стефани Тодорова, која се надпреварува во категоријата минус 60 кг киклајт, како и двојниот светски шампион Димитар Ѓоргиев, кој вчера во минус 74 кг киклајт го совлада бугаринот Радослав Славчев. На ова првенство во улога на судија настапува и таткото на Кристина Љупчо Стојчевски. Кога сме кај боречките спортови, овој викенд македонскиот представник во борење слободен стил Кристијан Воденски за противник ќе го има германецот Мац Валштајн. Јас сум Кристијан Воденски. Сабота ќе се борам против Мац Валштајн. Сега ќе ви покажам како се тренира. Кристијан Воденски во категоријата до 26 кг во грчко-римски стил минатиот викенд настапи за својата екипа АСВ Грисхајм против Хесбах, која славеше со 5-4 во рамки на детската лига на покрајната есен. Инсертите во позадина се само дел од тренингот на Воденски пред настапот во борење слободен стил, тренинзи кои се одвиваат со помош на неговиот татко и тренер Ване Воденски.